90% од загадувањето со PM честички во Скопје доаѓа од загревањето на домакинствата, а само 10% од транспортот, покажуваат резултатите од тригодишното истражување спроведено од Истражувачкиот центар за енергетика и одржлив развој при МАНУ. Нешто поразличен и поизедначен е соодносот на загадување со азот диоксид, каде што транспортот учествува со 60%. При тоа, како што објаснува доктор Александар Дединец, во овие бројки не е вклучено загадувањето што го предизвикува тешката индустрија, чие што влијание ќе се испитува во наредниот период. Во поглед на споредбата помеѓу двата сектора, транспортниот сектор и секторот домакинство, дојдовме до сознание дека во однос на PM емисиите направивме инвентар на емисии и тој покажа дека 90% PM емисии доаѓаат од домакинствата, а само 10% доаѓаат од транспортниот сектор. Што е различна сликата ако се погледат NOx емисиите, кај нив ситуацијата е сосем различна. Овде транспортот е најголем учесник во тие емисии, некаде со околу 60%, додека домакинствата ги надополнуваат останатите 40%. Тоа е соодносот помеѓу транспортниот сектор и домакинствата во однос на инвентарот на емисии. Во трите студии изготвени од Истражувачкиот центар, една за загадувањето предизвикано од домакинствата, друго за загадувањето предизвикано од транспорт на ниво на Македонија и третото за загадувањето предизвикано од транспортот во Скопје, се предложени серија мерки за намалување на емисијата на PM честички. Во студијата за загревање на домакинствата на градот Скопје, каде што како главни виновници може да се посочат дека се оние кои што се загреваат на огревно дрво и на сите други супстанции, материи, освен огревното дрво, препорачавме неколку мерки во таа студија, како краткорочни и долгорочни мерки. Најбрзо мерка која што може да се реализира, тоа е мерката за приклучување кон топлификацијскиот систем за грејење. Тоа е најбрзо мерка која што може да даде ефект. Понатаму субвенции за промена на начинот на грејење, односно замена на биомасата со огревното дрво, замена со печки на пелети, исто така замена на огревното дрво со топлотни пумпи или така познати инвертори, кои што исто така може да дадат големи ефекти на краткорочно за брзо време. Изолација на домовите е мерката која што ја препорачуваме исто така, која што може да ги намали потребите за грејење, а со тоа ќе го намали и локалното загадување. Во поглед на транспортниот сектор, овде има една лепеза на мерки. Најголем дел се однесуваат на одоначување на возилата, односно промена на начинот на одоначување на возила и воведување на нова методологија која што ќе се базира на CO2 емисии, односно колку едно возило емитира, толку повеќе ќе плаќа при увоз во државата, при регистрација, исто така на возилото. Понатаму, конкретно за градот Скопје, предвидуваме електрификација на градот Скопје до 2025 година, електрификација на такси возилата, значи 60% електрификација на такси возилата со електрични возила и останатите 40% со така наречени плагин електрични возила. Овде градот може да даде исто така големи субвенции, олеснување за такси возилата. Зошто такси возилата? Најпрво, затоа што тие поминуваат годишно голем број на километри, по нашите пресметки некаде над 40.000 километри поминуваат годишно, и со таа километража купување на електрично возило за нив е исплатлива опција, се разбира поддржани со одредени субвенции од градот и од државата. Како што истакнува Дединец, нивните проекции велат дека со истовремена имплементација на сите предложени мерки, до 2025 година емисијата на PM честички предизвикана од затоплувањето на домовите може да се намали до 93%, додека транспортот може да предизвикува 60% помалку PM загадување. Креиравме сценарија 2 до 2025 година со креирање на, односно со имплементирање на сите мерки, затоа што и ние препорачуваме да не се имплементира само една мерка, затоа што една мерка не води кон резултат. Ни требаат повеќе мерки, односно сите мерки кои што се предложени, за да може да се дојде до конечните резултати. Со примера на мерките во домакинствата сметаме дека може да дојде до намалување на 93% на PM емисиите кои што доаѓаат од секторот домакинства. Додека во транспортниот сектор овој процент е доста помал,
некаде околу 20% намалување на PM од транспортниот сектор, меѓутоа како што реков, транспортниот сектор не е оној главниот кој што допринесува до PM емисиите, туку тоа се домакинствата. Ваквата студија на МАНУ покажува дека борбата со загадувањето воопшто не е лесна, ниту пак може да се добие со брзоплети и површни решенија. Особено некога истражувањата спроведени од Европската агенција за животна средина за аерозагадувањето во Европа покажуваат дека Македонија се наоѓа на првото место во Европа во однос на концентрациите на PM10 и PM2,5 честички. Извештајот на оваа Европска агенција покажува и дека како последица од дишењето на загаден воздух во Македонија умираат 3000 луѓе, што е голем процент споредено со вкупната популација во земјава и според кој сме први во Европа. Тоа високо ниво на загадување е причина што одредени невладини организации најави и тужби против државата за уништување на здравјето поради аерозагадувањето. Повод за тужбата, како што велат, е тоа што се сомневаат дека борбата со загадениот воздух е приоритет на владата, поради тоа што според нив средствата определени во буџетот за борба со аерозагадувањето воопшто не се доволни за ефикасни резултати.